Природата на реалноста во која постоиме, засега се објаснува преку два прифатени методи. Едниот е секако религијата, особено трите големи авраамски религии, според кои универзумот е дело на еден Бог креатор. Како дел од тој универзум и ние луѓето сме творба на истиот тој Бог, кон кој од непознати причини сме обврзани да одржуваме силна идолатрија и стравопочитување. Другиот метод е секако материалистичката наука, според која се започнало со големата експлозија, the Big Bang. За да поредица игри на случајноста се создаде универзумот и по исти такви игри на случајност со вриењето во примордијалната супа се синтетизираат првите протеини кои подоцна овозможуваат развој на животот на оваа планета. Додека религиозниот светоглед инсистира на создавањето на универзумот за 6 дена, нагласувајќи ја семоќноста на Богот Креатор, науката зборува за милиарди години бавен развој, веројатно за да добие на веродостојност. Она што е заедничко за религијата и материалистичката наука е нивниот презир, негација и осуда на тајните науки. Религијата ги представува како ѓаволски практики, додека материалистичката наука како обични суеверија. Со оглед на фактот дека живееме во време во кое се доведени во прашање сите вредности и постоечки парадигми, и особено што силното нагласување на една од веќе споменатите парадигми е доведено до своевиден максимум, овде во ова видео ќе се позанимаваме со анализа на тие тајни и забранети науки. Религијата, особено христијанството, послушноста кон своите догми ја базира на еден многу едноставен факт, а тоа е сознанието дека речиси никој не ја чита Библијата, нивниот централен текст. До појавата на печатната машина на Гутенберг, Библиите се препишувале рачно, били исклучиво на латински или грчки и во посет на клерот. Тоа се менува откако Библијата влегува во печат. Од тогаш наваму станува апсолутен бестселер, со тоа што е единствениот бестселер која има негативната репутација дека е најмалку читан. Бидејќи тајните науки ги помируваат во себе и религијата и науката, и со самото тоа се посеопфатни, овде првин ќе се обидеме да го откриеме детективски нивното појавување, а подоцна и да направиме краток преглед на повеќето од тие науки. Нормално, се започнува со стих од Библијата. Битие 6, стих од 1 до 5. А кога луѓето почнаа да се множат на земјата, и ќерки им се народија, тогаш синовите Божји, гледајќи ги ќерките човечки дека се убави, ги земаа кои што ги сакаа за жени. И рече Господ Бог: Духот мој нема вечно да пребива во луѓето, зашто тие се тело. Ете деновите нивни нека им бидат 120 години. А имаше во тоа време џинови на земјата, особено пак кога синовите Божји почнаа да влегуваат при ќерките човечки и тие почнаа да им раѓаат. Тоа се силните луѓе прочуени од старото време. И виде Господ Бог дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се големи и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време. Она што од секогаш ме фасцинирало во библискиот јазик е неговата синтетичност и набиеност, при што со малку зборови се пренесуваат огромен број на сознание. Она што од погоре цитираните стихови паѓа во очи е појавувањето на овие така наречени синови Божји и нивното сексуално општење со земни жени. И од ваквите општења се родиле деца и за овие деца се вели дека се тие херои од старото време. Текстот понатаму веќе не зборува за овие синови Божји или пак за нивните деца родени од земни жени. Фактот дека Библијата е најредактираниот текст го објаснува недостатокот на континуитет на приказната. Наместо тоа, ја имаме генерализацијата дека во тоа време видел Бог дека луѓето се грешни и одлучил да ги уништи со голем потоп. За среќа на сите нас, освен канонскиот текст, постојат и така наречени апокривни текстови. Еден таков текст е секако и книгата на Енох. Оваа книга е апокривна за неголемиот дел од христијанските цркви, но за етиопската и еритрејската православна црква е составен дел од нивниот канон.
Во глава 6 од оваа книга го наоѓаме опишан истиот настан. Додека стихот од Библијата ви го пренесов буквално како што е во преводот на МПЦ на македонски, оваа книга ја имам во англиска верзија, така што преводот на македонски е мој. Значи во глава 6 од книгата на Енох читаме: И би во она време, кога децата човечки се намножија, им се народија убави и привлечни ќерки. И ангелите, децата небесни, ги видоа и ги посакаа, па си рекоа: ајде да си одбереме сопруги од породот човечки и да зачнеме деца. Понатаму, сега парафразирано, зема збор Семјаза, кој е нивен водач, и им вели: немаме дадено збор за оваа работа и се плашам дека за вашите дела цената ќе треба да ја платам јас. Тогаш, за да го избегне ова, сите овие ангели, кои биле 200 на број, положуваат заклетва на планината Хермон. Книгата е толку детална во описот, што оди понатаму и во набројувањето на имињата на водачите на секоја група од 10 ангели. Семјаза, главниот водач, Аракиба, Рамаел, Кокабиел, Тамиел, Рамиел, Данел, Езекил, Баракијал, Асаел, Армарос, Батаел, Ананел, Закиел, Самсапил, Сатарел, Туриел, Јомаел, Сариел. Впечатливи имиња, нели? Книгата на Енох е фасцинантна од многу аспекти, на кои ќе се навраќам повеќе пати. Но она што овде е важно да го извлечеме како заклучок е знаењето што е пренесено на човештвото преку овие сексуални општења меѓу синовите на небесата и ќерките на земјата. Меѓу знаењата што ги имаат пренесено на човештвото, од страниците на оваа книга откриваме дека Азазел ги научил да прават мечови, ножеви, штитови и оклопи и им го пренел сето рударско и металургиско знаење. Со тоа изработката на накит и разобувување со правење на шминка. Семјаза ги учил на волшебства и билкарство. Армарос заштита од волшебства. Баракијал ги учил астрологија. Кокабел за соцзвездијата. Езекил познавањето на облаците. Арикел знаците на земјата. Самсиел знаците на сонцето, а Сариел за месечевите мени. Сите овие знаења се останати на земјата и постојат откако постои паметење. Религијата ги вика дела на ѓаволот, додека материјалистичката наука ги нарекува псевдонауки или суеверија. Секако дека Семјаза и неговите соучесници биле казнети токму за ова цивилизацијско влијание кај човечката раса. На ист начин како што Прометеј беше казнет заради тоа што им го даде огнот на луѓето, односно светлината на цивилизацијата. До ден денешен се наметнува деградирањето на овие науки од сите страни. Додека црковните авторитети фрлаат анатеми, научните авторитети со подсмев зборуваат убедувајќи не дека не постои ништо надвор од овој материјален свет. А сепак наидуваме на податокот дека сер Исак Њутон, покрај своите истражувања во областа на математиката и физиката, бил сериозно посветен на истражување на окултното, особено на алхемијата. Зарем еден ум како тој на Њутон би трошил време на суеверие? Исто така го имаме делото на швајцарскиот психијатар и еден од пионерите на психоанализата, Карл Густав Јунг, кој ризикувајќи ја собствената репутација на сериозен научник, се има впуштено во истражувањето токму на овие окултни науки. Врз основа на овие проучувања настануваат редица негови книги, во кои се поставени постулатите на Јунговата психоанализа, особено за колективното несвесно, символите и архетипите, и сето тоа врз основа на проучувањето на окултните науки. Факт е дека придобивките на сите окултни науки елитите на светот сакаат да ги задржат за себе си, додека на обичниот човек му се наметнува илузијата на материјалната ограниченост. А сепак, алхемијата е претече на современата хемија. Метафизиката продолжува онаму каде и најхрабрите дисциплини на физиката застануваат. Астрологијата е логос и е секако постара наука која во себе ја инкорпорирала денешната астрономија,
кој е само дел од сеопфатноста на астрологијата. Вештерството и друидизмот се две гранки на овие прастари науки кои биле на особено силен удар од авторитетите на црквата, заради нивното преголемо познавање на природата, која ја обожавале како големата Божица мајка, наместо патриархалниот бог на црквата. Додека модерната наука, пред се оличена во медицината и фармакологијата, ги напаѓа нивните природни методи, добиени од природата за лечење во форма на најразлични билки и минерали, нагласувајќи дека петрохемиската фармакологија и медицината на сечи и закрпи е единствениот начин. Од една страна се исмева видовитоста како особина, од друга страна историјата, па и денешницата е полна со различни мистици и видовити луѓе, кои речиси по правило биле во близина на влијателни и моќни луѓе. Доволен е само примерот на Нострадамус, кој заради своите способности бил миленик на дворот на француската кралица Катерина де Медичи, или Џон Ди, кој бил окултист, математичар, астролог и советник на англиската кралица Елизабета I. На дворот на семејството Романови ги среќаваме Жерарен Кос и Григори Распутин. Дека и денес практикувањето на астрологија, алхемија, тарот, магија, кабала, некромантија, јога, видовитост, астрални патувања, метафизика, вештерство, гематрија и редица други окултни науки е актуелно е повеќе од факт. Факт е дека високите кругови на клерот и во научните кругови овие практики никогаш не престанале да бидат негувани. А да не ги споменуваме високите политички, банкарски или кралски елити, кај кои окултизмот е модус вивенди и модус операнди. За нивна жал и за наша среќа, овие знаења во добар дел се познати и најголемиот дел од нив веќе се објавени и стојат на полиците на книжарниците и во библиотеките. Секој кој малку гребнал под површината на било која од овие науки забележува дека нити демонизацијата од црквата има смисла, уште помалку исмевањето од материјалистичката наука. Како и во сите исклучителни работи, и во окултните науки се пронаоѓаат многу шарлатани и измамници. Затоа по мене, искрениот истражувач мора да пристапи внимателно и критички. Најголемиот сојузник во проучувањето на окултните науки секогаш треба да биде вашиот здрав разум. Додека за сознанијата и искуствата во самото патување се уште не постои лимит. За оние љубопитните кои се прашуваат со кои книги да го започнат своето истражување, топло ги препорачувам книгите на Ричард Бах, галебот Джонатан Ливингстон, а особено Илузии. Овие две книги се литературни дела, но можат да послужат како одличен поттик за ширењето на човековите видици и хоризонти. Книгите со конкретни знаења ќе дојдат подоцна или сами по себе, или пак можете да го прашате авторот на ова видео во коментар, која област ве интересира и која литература може да се консултира на таа тема. Иако личното истражување и трагање е најубаво и ве води по оригинална патека, својствена само за вас. Јас сум Татунче, драги пријатели. Секој добро.